Добар ден, гледате вести на Слободен печат. Ви благодарам за вниманието. Дали Али Ахмети навистина се повлекува од политиката? Албанскиот медиум Фоль објави дека после вториот круг од локалните избори, лидерот на Дуи Али Ахмети можно е да се повлече од политиката. Извори во Дуи укажуваат дека тој веќе им ја соопштил оваа одлука на некои од неговите најблиски соработници, додека се консултирал и со партнери од Албанија и Косово. Внимавајте што посакувате, можеби ќе ви се оствари. Ова и го порача премиерот Христијан Мицкоски на опозицијата во однос на прашањето за предвремени парламентарни избори. Тој директно рече дека предвремените избори не посакува да ги има и смета дека се непотребни, а на опозицијата ја упати порака да се консолидираат и да размислат дали ќе се осмелат да одат на предвремени избори. Милосим Војнески, независниот кандидат за градоначалник на Македонски Брод, на својот Facebook профил објави дека се повлекува од вториот круг на изборите, во кој се надпреваруваше со кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Жарко Ристовски. Војнески во првиот круг освои 705 гласови, за само 3 повеќе од Ивица Стојковски од СДСМ и го зазеде второто место. По бројните разговори со вас, мои сограѓани, одлучив да ја повлечам својата кандидатура. Ги разбирам сите оние кои поради различни причини ги поделија своите гласови, дури и во рамките на семејствата. И не би сакал дополнително да ги продлабочувам тие теми. Сметам дека најдобрата одлука во интерес на моите сограѓани е да се повлечам од оваа изборна трка, напиша Војнески. Војнески претходно ја вршеше функцијата градоначалник на Македонски Брод како кандидат на ВМРО-ДПМНЕ до 2017 година. Тој беше обвинет заедно со пратеникот Антонио Милошовски во случајот Моќник. Вчера околу пладне возач со автомобил излетал од булевар во скопската населба Ново Лисиче и покосил 4 пешаци, членови на семејство, пред да се забие во семафор, соопшти полицијата. Во ударот од автомобилот Opel Astra, возен од ТН од Скопје, повредени се двајца возрастни ГК и МК, како и 2 девојчиња. Повредените пешаци се преднесени во комплексот клиники Мајка Тереза. Ева на Македонија АД известува дека денеска без електрична енергија ќе останат до 14 часот корисниците од дел од улиците Полок и Кочанска општина Киселавода, корисниците од дел од улицата Македонско-Косовска бригада општина Шуто Оризари, корисниците од објектите во околината на зградата број 17 на булевар Партизански одреди, општина Центар. До 13 часот струја ќе немаат корисниците од улицата 6 во село Бардовци, општина Карпош. А до 16 часот без електрично напојување ќе останат корисниците од населените места и објектите од село Алденци кон Солунска глава, општина Студеничани. Бројот на бездомници во Атина е зголемен во споредба со 2018 година, соопшти заменик градоначалничката на Атина, надлежна за социјална солидарност и еднаквост. Таа додаде дека се обиделе да разговараат со оние што ги нашле и да ги регистрираат причините што ги довеле до бездомништво, посочувајќи дека тоа е нешто што е многу важно, бидејќи во сите поголеми градови во светот се прави нешто слично, за да ги знаат карактеристиките на бездомниците. 40% од луѓето во Косово веруваат дека нивниот живот е полош од порано, според анкетата на социолошката агенција Валикон. Според нив, животот почнал да се влошува од 2020 година, додека 34% се со спротивно мислење, дека животот се подобрил во овој период. Според резултатите од анкетата, 70% од луѓето во Косово се загрижени за зголемувањето на трошоците за живот. Од анкетираните во Косово, 54% сметаат дека политичката нестабилност е сериозен проблем. САД би можеле да си наштетат себе си со воведување нови санкции врз руските нафтени компании, предупредува Financial Times, повикувајќи се на проценки од американски и меѓународни енергетски експерти. САД би можеле да си наштетат себе си со воведување нови санкции врз руските нафтени компании, предупредува Financial Times.
Лидерите на Европската Унија се согласија да ги поддржат финансиските потреби на Украина во следните 2 години, но не донесоа одлука за купување оружје со замрзнатите руски средства. Станува збор за сума од 140 милиарди евра. Одлуката за нивно користење беше одложена за декември поради противењето на Белгија. Овој контроверзен потек требаше да се надоврзе на последните европски санкции, чија мета се руските приходи од нафта. Средбата во Брисел се одржа ден пред самитот на така наречената коалиција на волните во Лондон, каде што британскиот премиер Кир Стармер ќе се обиде да ги притисне европските лидери да ја засилат одбраната на Украина со проектили со долг дострел. На самитот ќе присуствува и Володомир Зеленски и шефот на НАТО Марк Руте. Американскиот државен секретар Марко Рубио пристигна во Израел за да продолжи со спроведувањето на американскиот план за ставање крај на војната во Газа. Неговата посета ќе се фокусира и на составот на преодната влада за појасот Газа, предвидена со мировниот план по завршувањето на војната. Нови снимки од кратците во Лувр. Истражителите кои ја бараат бандата одговорна за кражбата на накитот во Лувр пронајдоа траги од ДНК на фрлен шлем и ракавици и имаат нови снимки на кои се гледа како кратците бегаат од музеот. Групата користела електрични алатки за да ги скрши стаклените витрини. Им се заканувала на чуварите и избегала со скутери, оставајќи зад себе докази, вклучувајќи ја и круната на царицата Евгенија, која ја испуштиле за време на бегството. Кратците успеале да избегаат со накит проценет на 88 милиони евра. Околу 100 истражители сега се тркаат со времето за да ги пронајдат пред да можат да го стопат накитот и да го продадат. И за крај на овие вести, не заборавајте дека викендов се менува времето. Летното сметање на времето во Македонија ќе заврши в недела на 26 октомври, со почеток на зимското сметање на времето. Во ноќта меѓу саботата и неделата на 25 и 26 октомври, во 3 часот по полноќ. Стрелките на часовникот ќе се поместат 1 час наназад, односно времето во 3 часот ќе се смета како 2 часот. Тоа беше се во овие вести. Ви благодарам на вниманието. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.